predávám Tebe, Isuse, se predávám Tebe, Gospode, se Ti predávám Tebe, Tatko moj, se moje e Tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen duhna vo mene, po obrazu Tvoj me sozdade. Živa duša nalik na Tebe, se Ti predám Tebe, Isuse, se Ti predávám Tebe, Gospode, se Ti predávám Tebe, Tatko moj, se moje e Tvoje. Ljubov ta Tvoja me oblega, Tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam Tebe, Isuse, ja si pripadam Tebe, Gospode, ja si pripadam Tebe, Tatko moj, se moje e Tvoje. Mir vam, Tatko moj, u imето на Твојот Син Исус, Ти благодарам за се, за Твојата љубов, за Твојата милост, за тоа што во ова утро ми го отвараш Словото, живото Слово, од Твоето свето писмо, од писмото на животот, од Евангелието на мирот, од Евангелието на љубовта. Те молам секој збор што ќе ги изговорам да биде со власт и сила, да ги отвори сите срца кои имаат потреба од Твојата љубов, да ги урне сите доктрини на лажното учење, да ги урне сите доктрини на световното, да го отвори срцето, да немаме тесно срце, за да можеме да Те примеме Тебе, Господе Исусе Христе, заедно со Отецот, да пребивате во моето срце, во срцето на оние што Те слушаат, во дух и вистина да Ти се поклонуваме. Нека биде волјата Твоја, Татко мој. Денеска ќе зборуваме за 2 Коринтијаните 9 и 10 глава. Апостолот Павле кој дојде во Македонија, Бог Отецот кој ја запиша Македонија, ја се наоѓаме во Македонија, на Белото море. 9 глава дарежливоста на Коринтијаните. Во врска со помагањето на светиите, не сметам дека треба да ви пишувам, вели апостолот Павле, односно Духот на нашиот Отец, во врска со помагањето на светиите. Зашто ја знам, ја познавам вашата спремност, за која се фалам со вас пред македонците. Ја познавам вашата спремност, за која се фалам со вас пред македонците. Пазете, македонците, тоа сте вие, македонците. Запишани сте од Бог, именувани сте од Бог. И секоја причина, притисок да ви го сменат името е спротивно на Бог, а тоа е сатанос и сатанско име води само во револт, а вие треба да го повикате Бог Отецот, зашто на Тебе, пишано е во псалмите, на Тебе се надеваа нашите татковци и Ти ги избави. Кој ги избави? Он, нашиот Отец, видлив во Исуса Христа. Да се пофалам со вас пред македонците, Ахаја приготвила помош уште од лани. Значи, именувањето на нашиот сосед е Ахаја, а македонците се именуваат македонци, тие останале со своето име и не е променето. И тоа најсетне не е важно. Најважно од се е да имаме љубов во срцето и да го љубиме својот ближен како себе си. Затоа што така сме во царскиот закон на љубовта.
И тогаш имаме колку љубов даваме, со каква мерка мериме, со таква ќе ни се мери, толку љубов ќе примаме. Зашто ја познавам вашата спремност за која се фалам со вас пред македонците. Ахаја приготвила помош уште од лани и вашата ревност поттикна многумина. А браќата ги испратив за да не биде напразна нашата пофалба за вас, туку да бидете приготвени како што тврдев. Па ако дојдат со мене македонците и ве најдат неприготвени, а тоа сте вие, македонци мои, да не останеме посрамени ние, да не речам вие, откако се пофаливме со таквата увереност. Суштинската работа дека ова свето писмо е напишано од Бог. И ако е напишано од Бог, вие треба да се исчистите од се што не е од Бог, од Отецот наш, во името на Исус Христос. Да застанете во ова живо слово, да се отвори, да оживее повторно во вас, во дух и вистина, зашто духот е тој кој оживува, телото ништо не помага. Затоа сметав дека е потребно да ги замолам браќата да дојдат претходно кај вас, да ја приготват вашата однапред ветена милостина. Значи, оние кои учат од Словото, тој што ги поучува се должни да му даваат. Зашто работникот ја заслужува својата награда и проповедникот, евангелистот, треба да живее своето евангелие од евангелието на Исус. Па да се покаже како плод на благослов, а не на лакомство, кој скржаво сее, скржаво ќе жнее, кој богато сее, богато ќе жнее. Бесплатно дојдовте, бесплатно давајте, царскиот закон. Ова пак ви го велам, еве го тој стих, 9 глава 6. Кој скржаво сее, скржаво ќе жнее. Кој богато сее, богато ќе жнее. Секој да дава како што одлучил во срцето. Во еден друг препев се вели од срце. Секој да дава од срце, а не со жал или принуда, зашто Бог го љуби оној што од срце дава. Бог го љуби оној што од срце дава. Бог може изобилно да ви дарува секаков дар, секогаш да имате доволно за се, да бидете од се срце дарежливи, од се срце дарежливи за секое добро дело. Значи, Бог ви дава ако вие давате. Мерката со која мерите е мерката со која ве мерат. Како што е напишано, раздаде, со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Им даде на сиромашните, правдата негова останува вечна. Исус раздаде се што има, го раздаде своето тело, се раздаде самиот себе. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се, те сакам, Господе Исусе Христе, слава ти, Христосе. А оној кој му дава на сејачот семе, какво семе му дава на сејачот на евангелистот? Семето е ова слово. Оној кој му дава на сејачот семе и леб и храна, Исусе, сине Давидов, смилувај ми се, те сакам, Господе Исусе Христе, слава ти, Исусе. Оној кој му дава на сејачот семе и леб за храна, он ќе му даде и леб за храна. Леб за храна. Еве еден огромен пест доаѓа. Биди мирен во името на Исус, ќе му даде и леб за храна, тој ќе го умножи и семето ваше. Значи ќе го умножи семето. Семето во вашето срце, тоа е живото слово Исусово, кое треба да се насее во нечие срце, да се отвори во срцето, да се расшири, да немаш тесно срце. Брате и пријатели, да ги љубиш сите, да останеш во царскиот закон на љубов и ќе ви даде да изобилуваат плодовите на вашата, овде пишува вашата, тоа не е добар препев. Плодовите на Божјата правда во вас. О секого од нас, секој го бара своето, а не она на Исуса Христа. Ние зборуваме за Божјата правда, за пребивање во Бог, за пребивање на Бог во вашето срце, а тоа подразбира љубовта, зашто Бог е љубов и кој пребива во Бога, пребива во љубовта, кој пребива во ljubовта, пребива во Бога. Па во се да се збогатите за секаква дарежливост. Тој зборува за духовни дарови, за материјални, за телесност, да се раздадеш твоето тело, да го дадеш како богугодна жртва, како што Исус го предаде своето тело. Бидејќи извршувањето на таа служба не само што ги надополнува потребите на светиите, туку во мнозина предизвикула обилна благодарност кон Бога. Обилна благодарност кон Бога. И тие, користејќи ги плодовите од таа служба, значи го зборуват евангелието од срце, кој скржаво се е, скржаво ќе жнее, богато, давате се што имате. Го давате наученото од Исус, бидејќи не е ваше. Го давате вашето тело, помагате на другите, зашто не е ваше, се е од Бог. Го давате вашето време, кое не е ваше време. Зашто
Дури влакната на главата ви се изброени, деновите ви се изброени, вие не знаете што ќе се случи утре. Денес е денот на спасението, денеска треба да го изберете Исуса. И тие, користејќи ги плодовите од таа служба, зборувајќи за Евангелието на мирот, дека треба да постапуваме како Исуса, нам ни е толку тешко да се љубиме еден со друг. Христијаните не се љубат еден со друг, а камоли оние што не се во Христа. Значи, без љубов живот нема. Бог е љубов, кој пребива во љубов, пребива во Бога. Ние знаеме дека преминавме од смрт во живот, бидејќи ги љубиме браќата своји. Значи, преминавме од смрт во живот, бидејќи ги љубиме браќата своји. Значи, со таква служба го прославуваме Бога, со покорно исповедање на Евангелието, со штедроста на заедницата во љубов, да си даваат едни на други, и со молитви да се излее Божјата благодат на сите луѓе. Се молам и за моите непријатели, јас немам непријатели, им простувам на сите за да ми биде простено. Дојди во моето срце, Господе Исусе Христе, да му благодариме на Бога за неговиот неискажлив дар, благодарност со Бога за се што ти се случува. Јас, Павле, лично ве молам, јас, Павле, со Христовата кроткост и благост, Христовата кроткост и благост, како што треба секој христијанин да се стреми. Јас самиот кој сум понизен, кога сум лично меѓу вас, а смел, кога сум далеку од вас, и денеска, и сега и овде ве молам, кога ќе бидам кај вас, во вашето срце, во вашиот ум, да бидете такви што да нема потреба да бидам така смел, како што мислам да бидам кон некои кои за нас мисла дека живееме по телото. Значи, имаме телесен човек и духовен, имаме тело духовно и тело телесно, но со тело природно. Зашто иако во тело живееме сега, телесно не се бориме. Оружјето на нашето војување не е телесно, но со помошта Божја станува мокно за рушење на тврдини во умот во кој се населил сатаната, себелюбие, омраза, нељубов, своеволие. И со него ние уништуваме мудрувања. Татко мој, ти благодарам што овие слова што ми ги даде се живи, и ти зборуваш низ мене, не зборувам јас, туку ти зборуваш низ мене. И секоја горделивост што се крева против познанието на Бога, и го заробуваме секој ум за да му биде покорен на Христа. Значи, ум покорен на Христа, како што Христос постапуваше, треба и ние да постапуваме. Замислете ми, велат, го знам Христа, христијани, го знам Светото писмо, а секој ден се осудуваат едни со други, се судат. Исус никого не осуди. Замислете, Исус никого не осуди, а тие секој ден осудуваат и ми велат дека го знаат Исуса. Па кој лаже тогаш? Исус сигурно не лаже. И спремни сме да казниме секаква непослушност кога ќе се исполни вашата послушност. Значи, примирено срце во Бог, примирено срце што не осудува. Потоа сме од вистината, послушност кон Бог, покорност кон Бог. Покорете се кон Бога и спротивставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Значи, ако останете во моите слова, ќе го испратам духот на вистината, духот утешител. Ако останете, што значи да останете во овие слова? Тоа значи да останете во царскиот закон на љубовта. Тоа значи да пребивате во љубов, да пребивате во Бог. На надворешноста ли гледате кој е уверен во себе дека е Христов? Некој мислат, ние сме црквата, ние сме Христос, вие не сте, осудуваат Христови слуги. Господ вели, мојот Отец преку Исуса Христа. Не заборавајте дека Исус не зборуваше, дека нашиот Отец зборува низ него. Те моламе низ мене да зборуваш, татко мој, во името на Исус. Осудуваат и велат, ние сме во Христа, вие не сте. Кој за себе вели дека е во Христа, нека размисли веднаш во себе дека како што е тој Христов, ако е тој Христов и ние сме Христови. Христови сме колку што имаме љубов кон сите, колку што го љубиме ближниот кога сме го виделе. Не можеш да го љубиш ближниот, да не го љубиш ближниот кога си го видел, а да велиш дека го љубиш Бог. Бидејќи љубовта кон Бог Отецот се гледа од степенот на љубовта кон сите ближни. Колку љубов даваме, толку примаме. Бидејќи кога би се пофалил малку повеќе со нашата власт, со мојата власт, со неговата власт која ми ја даде Господ Отецот за ваше изградување, а не за разорување, нема да се посрамам. Христијанин е човек кој љуби се, кој никого не осудува, кој го дава своето тело во погубот на жртва, тоа подразбира Исус и Отецот да живеат во неговото срце.
Но никој да не помисли дека при посланијата ве заплашувам и ви зборувам. Еден ден ќе дојде Исус во второто пришествие и ќе ни суди за делата на љубовта, бидејќи во посланијата свој ќе рече некој тој е строг и силен, но при личното присуство меѓу нас слаб. Проповедта негова ништо не вреди. Таквиот нека знае дека какви сме во зборовите во посланијата свој каков што сум. И Исусе те сакам, кога отсуствуваме, такви сме и на дело кога присуствуваме, бидејќи иако не сум со телото присутен, со духот сум со вас, во вас, зашто духот животен во секого од нас е од нашиот Бог Отец. Зашто не смееме да се вбројуваме или да се споредуваме со некој од оние што сами се препорачуваат самофалци, тие не разбираат дека се споредуваат, сам со себе се споредува, се мери сам со себе. Погледни во Исус да видиш дали си во Христа, дали можеш да го љубиш, да го завртиш и другиот образ, да ја дадеш кошулата и горната облека, да одиш 2 милји наместо една. Ние пак без мерка ќе се пофалиме туку според правилото на мерката што ни е определена од Бога. Мерка од Бог, препуштање на твојата волја во Божјата волја, зашто ние не посегаме преку својата мера како да не сме стигнале до вас, преку својата мера. Што е тоа? Нека биде волјата твоја. Што подразбира тоа? Размисли, брате и христијанину. Не твојата волја, Татко наш, кој си на небесата, да се свети името Твое. Името Твое во Исуса, прославено на секое име. Да биде волјата не моја, Твоја. Тоа е суштината дуоволост, двоволие, јаволска волја. И така, што и подалеку од вас да го проповедаме Евангелието на мирот и на љубовта, не да се фалиме поготово со туѓа област. Кој се фали со Господ да се фали, зашто не е признаен оној што сами од себе се препорачува, се фали, туку оној кој што Господ го прави. Значи сам себе си се поставил, сам себе си, сам одредува што ќе правиш. Тоа е спротивно на ѓаволост, односно ѓаволост, дуоволост, двоволие, спротивставена волја на Бог. И ние сега зборуваме што значи тоа да си во патење, како би го рекле, во тага, во страдание, во оној или во оној облик. Ова е интересна книга. Искуствата на мадам Гион, верник, слуга на Исус Христос, жена. Значи Исус вели, во мене нема ни машко, ни женско, ни роб, ни слободен, ни македонец, ни грк, ни арнаут, ни американец, ни русин. Парафразирам. Сите сме едно во Христа. Мадам Гион, 33-та книга, Мојата молитва на животот, книжка, поучна книга за христијанството, од Лоренс Новосел го напаѓа дека чита делови што не се од Светото Писмо. Но тој зборува за поуки на искуства на Христови војници кои служеле во текот на ова 2000 годишнина од христијанството, од кога Исус е дојден. За Господа еден ден се како 1000 години, како треба да се разбере Светото Писмо, зашто Бог не може да биде само во ова. Бог е се присутен, Бог е во се, и самиот се присутност на Бог е спротивставена на тврдењата на одредени деноминации дека само Светото Писмо. Тогаш што ги читаат сите оние книги од дивните водачи, основачи на цркви, кои ги раскажуваат своите искуства, значи страданието во оној облик од мадам Гион, од книгата Научине, Мојата молитва на животот, приготвена од Лоренс Новосел, кој беше во Скопје и одржа неколку две предавања. Едното беше Словото убива, Духото животворува, а другото Татко наш. И поттикнато една песна која слезе по едно негово предавање. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Значи, Исус вели да ги проверувајте ги духовите, испитувајте ги духовите. Значи, кој со меч се фаќа, за меч ќе биде убиен. Пишаме во Светото Писмо. Меч, каков меч? Твојот меч или мечот на духот? Значи, како ќе се однесувате кон страданието, вели мадам Гион? На кој начин ќе реагирате кога ќе дојдете пред крстот на Исус? Исус вели, земете го својот крст и врви по мене. Што подразбира тоа? Дали гледате вие по луѓето како по улица носат крстови и го разбирате тоа буквално? Значи, како ќе реагирате кога ќе дојде кон нас страданието? Како ќе реагирате на крстот? Тогаш сте вие на крстот.
Зарем Исус не ги зема вашите болки, болести и страдања? Зарем Тој не слезе и се овоплоти нашиот Отец во името на Исус да ни даде сила од синови сатански да станеме синови Божји? Како ќе реагирате штом примате страдание во тој момент негде во вас, во некоја состојба во која се наоѓате денес, ќе избие отпор, природен отпор? Значи, требате да имате на ум дека крстот на Исус пред сега е спротиставен во овој отпор, зашто Исус рече: татко, чашата е горка, но морам да ја испијам, а вие треба да постапувате како Исус. Кога ќе дојде моментот на страдание, треба да се откажете од себе си, сите го барат своето, а не она на Исуса Христа. И без поговор да му се доверите на Бог: татко мој, во името на Исус, јас не можам ништо да направам сам, ни овие проповеди, ни овие озвучувања, не можам да ги направам без тебе. Дојди во моето срце и помогни ми да го прифатиш тоа страдание. Во тој момент предајте му се себе си како богоугодна жртва на Исуса Христа, на Отецот Небесен, кој толку ве љуби, што го даде својот син, не за да му суди на светот и да ве суди вас, туку светот да се спаси преку него. Правејќи така, кога нема да се спротиставувате и да мрморите, ќе дојдете до тоа дека крстот ќе пристигне во вашиот живот. Тој можеби нема да биде толку мачен и тежок како оној на Исус од кој се плашевте. Значи, примете го како Бог, како нешто Божјо. Се што доаѓа по Божја волја. Дури и влакната на главата ви се изброени, ниту едно брапче не паѓа на земјата без негово знаење. Тој знае што ви е потребно да се усовршите во љубовта. И тогаш товарот на крстот е полесен, зашто крстот толку пати е полесен колку што го прифаќаш Бог, колку што прифаќаш дека Тој ќе ти даде сила да излезеш од него. Значи, си сакал да си го предадеш животот на крстот, што подразбира. Не подразбира да отидеш во некоја црква да речеш да и да продолжиш да живееш стариот човек. Не, начинот на однесување и живење како Исус подразбира: татко мој, не јас како што сакам, не јас тихо, не јас апостолот Павле или било кој слуга Исусов, туку нека биде волјата Твоја, волјата Негова е да се љубиме меѓу себе како што Тој не возлюби. Значи, не се разбира за тоа да побегнете од крстот. Значи, крстот подразбира да го носиш својот крст, да се соочуваш со ситуациите од нељубов и ти да ги преобразуваш во љубов. Значи, да се предадеш на страданието, да го сетиш крстот негов. Оти без крстот, без страданието, ти не можеш да дојдеш до Исуса. Болката е неизбежен момент на крстот, на предавање на себе си, да се откажеш од себе си, да умре стариот човек. Мораш нешто да оставиш, да го оставиш стариот ти, да речеш: Исусе, јас ти припаѓам тебе, не само на лице, туку и на срце. Сетете се како Отецот Небесен го испрати Исус на најекстремната тага и страдание, да ги земе гревовите од секого од нас. Значи, крстот понекогаш треба да го носите во слабост. Кога сум слаб, вели апостолот Павле, тогаш сум силен. Вие сте слаби, велите: татко мој, во името на Исус потребна ми е сила. Но следниот пат, ако го направите тоа, ќе го носите својот крст. Секој да го носи својот крст и да врви по Исуса во сила и снага, зашто во сила од озгора, ако го примите Исус во своето срце. Силата и слабоста ни требаат исто по Божјата волја. Кога ќе го разберете ова што значи крстот, прифаќање на состојбата како нешто што доаѓа од Бог, не мојата волја, да биде Твојата волја. Доколку не се поистоветиме со Неговата волја, ние ќе тераме сами со своја сила, нешто што ви се случува секојдневно. Значи, вратете го мечот, вашиот меч во корицата. Не кревајте меч за да не бидете убиени со меч. Земете го крстот и носете го. За прекрасно чудо, вели Мадан Гион, јас сега преведувам нешто и додавам: отпорот кон крстот како се смалува, кон состојбата која ви е дадена, да не мрморите, да го прифатите тоа како Божја волја, ја дава силата, чиста радост и сила дека вие сте во Исус, чекорите со Него и дека можете да понесете еден дел од крстот. Затоа вика: јас сум силен кога сум слаб, тогаш сум силен. Значи, по слабост и навреди, по тешкоти, 2 Коринтијаните 12:10, апостолот Павле: кога сум слаб, тогаш сум силен. Што значи да бидеш слаб? Слаб во тебе, тоа што ти сакаш да бидеш, а силен во Бог, зашто Тој знае што треба да бидеш. И не заборавајте,
Bog Otec od ne sozdade, mi dade duh životen, nije se откажах, mi imаме гревовна природа. Првата гревовна природа е падот на Сатанас и неговите демони, ангели кои се паднати на земјата. Втората е гревот на Адам, кој немаше сила да го издржи искушението. И сега сме повторно, Господ, Отецот Бог ни го даде Исус, ги зеде сите болки, болести и страдања. И тој ти вели, дојдете при мене сите изморени и обременети, јас ќе ви успокојам. Брати и пријателе, да се биде христијанин подразбира да се откажеш од самиот себе, да го земеш својот крст, како што Исус правеше. И секој момент, во секој миг да бидеш свесен дека за раката те држи нашиот небесен Отец. И ако ти действуваш со љубов во срцето, ќе добиеш наплив на сила, ќе чекориш по светлина, ќе врвиш во љубов и ќе останеш во неговата љубов. И тоа се нарекува пребиваме во љубов. Ти благодарам, татко мој, во името на Исус, што твоите слова се со власт и сила, што ги допираат сите оние срца кои имаат потреба од твојата љубов. Те молам за исцелување на овој народ околу нас, за исцелување на Македонија и македонците, за грците, србите, бугарите и албанците на македонскиот полуостров, таму каде што го испрати апостолот Павле. Да се сетиме дека треба да живееме во мир, во и љубов, не да се мразиме. Ти благодарам што ми даваш срце што не осудува на секого од вас што не слуша. И денес како повикувам Твоето име, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Дојди во Македонија и помогни ми. Дојди на македонскиот полуостров и помогни ми. Да се љубиме еден со друг, како што Ти не возлюби. А ти, брате и пријателе, ако имаш потреба од Божјата љубов, можеш да клекнеш на колена и да речеш: Господе Исусе Христе, не можам повеќе, потребна ми е Твојата сила, Твојата милост, Твојата љубов. А потоа чекај и слушај, ослушкувај во срцето. Ослушни во срцето. Отвори го твоето срце, да немаш тесно срце, за да го примиш Бог Отецот во твоето срце. Прости им на сите, за да ти биде простено. Покај се, откажи се од гревовите. Оди и не греши повеќе. Мир вам до Божјиот царство небесно. Слава ти, Господи Исусе Христе. Амин. Се ти предавам Тебе, Исусе, се предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое, Ти ме создаде од прах земна и дух животен духна во мене, по образот Твој ме создаде, жива душа налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое, љубовта Твоја ме облега, Твојата рака ме позема, во срцето моје пребивај, Исусе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Исусе, јас ти припаѓам Тебе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Татко мој, се мој.